но за старт, за да можам да одработам платата. Читување на функцијата која ја извршуваш. Немаш право да покажеш и тоа не можеш да го направиш. Имам. Добро, дайте само дайте уште една минута реклами, а потоа да ги завршиме. Ајде, нека остане. Па тоа прашате го заев. Чекај сега. Патот до пеколот е поплачен со добри намери. Прочистување на избирачкиот список. Уште не ќе го чистиме. Значи, ако расчистивме, а не расчистивме очигледно, тоа ќе биде некаде околу 9 часот, значи за 2-3 минути. Во времето на Бранко Црвенковски. Немојте така. Онтолошки тие се тука. Најкратко кој реди. Таму ама до пола книга се одбележали. Нема да читаме цел. А ве молам режија. Почитувани гледачи, добро вечер. Значи што говориме за политички теми од домашната политичка сцена, генерално подолго време Македонија е во политичка криза, но за миг ќе остави Македонија, бидејќи со политички па и воени кризи се соочува во последно време и светот или неколку делови во светот. Би сакал на овие теми да проговориме малку, бидејќи секојдневно како да го слушаме звецкањето на оружјето од Северна Кореја, Сирија, да речеме и Турција. Тоа е далеку, но нели во стравот се големи очите, па тоа може да биде и близко, не дај Боже, ако големи судири се прелеат таму каде што не треба, бидејќи политичарите некогаш, големите политичари, лидерите на големите сили користат зборови и реченици кои можат да значат дека можевите на повидок е некој поголем воен судир. Аналитичарите не веруваат дека до тоа ќе дојде, бидејќи се претпоставува дека во овој век разумот ќе предвладее, но велам кај граѓаните некогаш постои сомничавост дека многу воени кризни жаришта може да предизвикаат несигурност и во земјите каде што живееме. Еве на оваа тема ќе говориме вечерва со двајца дипломати, двајца поранешни дипломати, цивилен и воен, со господинот Драган Андревски, добро вечер, генерал, подполковник во пензија и воен аташе во неколку земји, особено во Турција, бидејќи ќе разговараме и за Турција, и господинот Ристо Николски, амбасадор во пензија, исто така амбасадор во повеќе значајни и помалку значајни сега подалечни земји во светот, но влијателни се разбира на меѓународната политичка сцена. Господин Андревски, вие бевте своевремено воен аташе во Турција. Сакам да почнеме со Турција, бидејќи пред 2 дена беше завршен референдумот, каде што Ердоган со тесно мнозинство го доби правото и го промени уставот, Турција стана претседателска земја, се укинува премиерот како функција и многумина смета дека тоа однадвор се разбира, дека тоа не е баш најдобро за Турција и за Европа. Не знаеме како тоа ќе го доживеат во Соединетите Американски држави. Во Турција, велам, бидејќи е тесен резултатот, некои го поддржуваат, некои не. Вие ги познавате приликите таму. Што може Турција и светот или Европа да очекува од една ваква промена на позициите на Ердоган, кој одамна сака да стане, да кажеме, моќен лидер на таа земја? Овака, добро рековте, јас во Турција бев едно друго време, други прилики беа. Измените, меѓутоа пак суштината, сршта да кажам, останува на така едно равниште кое тешко се менува без обзира на смена на политичката гарнитура и власт. Ова би ве малце не исправил, него би реков, вие рековте дека е веќе председателски систем, меѓутоа да би се дошло после овој референдум до председателски систем, престојат избори 2019 година, председателски и парламентарни избори. Што значи, дали во тоа време ќе или биди или нема да биде Ердоган, тоа е прашање. Значи, од тогаш, после тие председателски и парламентарни избори, се воведува председателскиот систем. Точно е дека Значи, Ердоган да не го правеше за друг председател? Дали, не верувам дека го правил за друг председател, меѓутоа мора реалноста да се погледа како фактите се тие. И тоа ноември 19 година, значи после 2,5 години де факто. Значи, ако гледаме, значи, точно е, резултатот е доста тесен
I ako ги погледаме резултатите, нормално Истанбул на некој начин е изгубено за референдумот, после Анкара и Измир или е 50 на 50%. Значи, сосема тесен резултат, негде преку 50 до 51, што зборува, значи да... Не сите се сложуваат со... Не се сите сложуваат со, значи, една таква политика и такви промени кои се стремат да ја доведат Турција до една доста поинаква земја од она јас која ја познавам и ја знам. Може ли да значи тоа водење во еден мек систем на диктатура, на некој режим, така го крстаците? Па добро, тоа Европа го кажува со сите сили. Меѓутоа, сега ако видите реакциите на Ердоган, значи можда беа помпезни изјавите повеќе пред референдумот него после референдумот. Значи, он има со поблак тон сето тоа го се кажу. Сега, во опозицијата од една страна мисли дека, например, ќе бара од Уставниот суд промена, значи, на резултатите на референдумот, што сматрам дека нема да дојде до промена. Од кои причини? 2010 година Уставниот суд на Турција, значи 2010 година го скинува легално донесениот закон за носење на фередже. Мислам дека во овој состав сега, кога и председателот на изборната комисија изјави дека ништо не може да се промени, сосема сумњам дека ќе дојде до некои измени во овие барања на опозицијата кои ги има. Само уште едно прашање, значи, дали во Турција некои битни промени можеби ќе нема? Да, Европа не гледа многу благонаклонно, таа побара да се преиспитаат резултатите уште еднаш. Па мислам дека нема да има големи... Но велат дека Турција може да се прости од Европа. Не, точно е тока. Значи, односите тотално и како се предвидува аналитичари дека потполно можда и ќе замрзнат односите меѓу Брисел и Турција. Меѓутоа, Турција никогаш и порано, и сега не се толку тревожила од тоа дали ќе има такви односи. Значи, долго чека и знаат дека, значи, не можат оние сите барења. Однос на верата било што ги бара Европа. Чак и ние на Балканот не можеме се да прифатиме она што бара Европа, а камоли, значи, делови од муслиманскиот свет. И свесна е Турција дека секојаш, без обзира сега се не доведува референдума, а некогаш нешто друго ќе се најди, например, како пречка да биде во таа Европска унија. Дали закон за смртната казна, па да, значи, ете, автоматски, ако Ердоган најавуваше, значи, воведување на смртната казна, тоа автоматски тотален прекин на секакви односи за влез на Турција во Европската унија. Меѓутоа, тежната на Турција и на самиот Ердоган е нешто друго. Ние ќе видите во Советот за безбедност имаме членки, 5 колку се горе, кои имат право на вето. Тие се сите на некој начин земји, ако земјиме Русија е исто голема, на некој православен свет, на христијанството, на православното христијанство, ако земиме Америка и овие западни земји на католицизмот, ако земиме Кина на будизмот, видите само муслиманите кои се во релативен број во светот немаат некоја земја како представник, лидер и представник во Советот за безбедност. Значи, пазите, и поред тоа што имаме ние јаки муслимански арапски земји, богати доста, али сите се оние богати кои на некој начин ја прифатиле политиката на Соединетите Американски држави. Тоа ќе речеме Емиратите, тоа може се однесува за Катар, Јордан, па и Саудиска Арабија, без обзира што, например, делови од општеството Саудиска Арабија, често видиме и да е Бин Ладен потекнал од таму, као поддржува тој, значи, исламски тероризам баш од Саудиска Арабија. Значи, еден значаен лидер кој е, така да кажам, најлиберален и најмоćен, како светска сила, која би се наметнала, е Турција. Значи, светска сила не може да биде секоја држава. Светска сила, првенствено, бројот на жителите представува некоја светска сила и територијата. Видите, ќе земиме
Советскиот сојуз, над 200 милиони и нешто, али ако идете километри, можда 10-15 илјади во должина. Ја земем Америка, преку 250-300 милиони со должина на некои 5-6 до 7 илјади километри. Ја земаме исто и Кина, со преку милиарда жители, ме разбирате, со исто така со голема територија. Некоја као четврта која би се поред појавила, постои сега, значи, можност Индија, исто така со голем број на жители и со огромна некоја територија. Значи, тие се лидерите кои играат на картата, например, да бидат воени светски сили. Тоа може да биде регионално, но не е светска. Да, светска. Сега, во тоа, значи, најпогодна некоја земја, тој има Ердоган. И увидено и нормално има поддршка од доста голем број, значи, на негови поддржавачи. Ја гледа Турција као една од тие земји да се на некој начин наметне во светот да биде лидер во тој муслимански свет. Сега да се вратиме малце на референдумот. Можда е референдумот во некое време непогодно дојден. Кој е непогодно време за Турција? Можда и за Ердоган, затоа што беше во јули мината година државниот удар, за кој Ердоган го обвини поранешниот негов соработник, значи Фетулах Ѓул, Гюлен, Фетулах Гюлен, и видите се, беа огромен, значи, број притворени, затворени и сменети луѓе од државната администрација, судството, поготово вооружените сили. И се, тоа е све на некој начин незадоволство. Не е тоа еден член, ако кажеме дека имаше преку 300.000, значи, затворени, ако помножиме пута 3 или 4 на гласачките места, ме разбирате, се наоѓа тој број тука. А друго, имаме и голем број незадоволни. Јас сега уште ова да завршам, па господинот Николски би рекол, морам овде да сега ви ја кажам состојбата со политичките партии таму. Ова папирот ќе го користам затоа што некако и на турски да ви кажам, пошто иако турски го знам, некако тешко се изговарат овие. Значи АК, партија Адалет ве Калкылма партија или партија на правдата. Лидер на таа партија е сега Бинали Јилдирим, сегашниот премиер. Значи, она е позицијска партија која постои денеска. Прва опозицијска и најголема партија е џХЕП или Џумхуријет Халк партиси, Републиканска народна партија, лидер е Килич Дараоглу. И најача прва опозиција која постои. Втора партија која е таму, МХП или Милијет Харекет партиси, партија за национално движење, Девлет Бахчели. Он е доста долго во таа политика, чак од времето ја 94-та година кога бев таму. Значи, еден од најстарите политичари е тука. Значи, Милијет Харекет партиси или партија на националното движење, тука сега во референдумот има за така тесната победа има ова партија, затоа што према аналитичарите 50% на таа партија, значи го поддржува, значи референдума, а 50% се против тој референдум. Партија која е вон парламентарна, али игра доста улога е Бирлик партиси или партија за големо единство. Лидер сега е Мустафа Дестиџи, а поранешен лидер и доста познат беше Максут Јазиџиоглу, доста популарен, кој е загина во некоја хеликоптерска несреќа пред 6-7 години и за таа несреќа не се знае баш кои се по кои околности. И уште една партија, само да кажам, која доста улога има, тоа е Халк Демократ партиси или Народна демократска партија, а тоа е партија на курдите. Поранешен лидер беше Селахати Демирташ, он е пред државниот удар ради настапите и повикување на народот, он е во притвор. Значи, таа е политичката ситуација денеска во Турција. Господин Николски, ме интересира вашиот став сега. Како тоа, во која насока, да речеме, зошто Ердоган би го барал тоа, на внатрешен план, и овие тенденции на Турција, тоа седење на две столици, што го нарекуваат меѓу Русија и Соединените Американски држави, како ќе продолжи да го игра, бидејќи Турција може не е светска сила, но е регионален играч, особено таму каде што сега има
криза. Тоа е Сирија, пред се на тој дел од светот. Како вие го оцените овој референдум и позицијата на Турција внатре и во светски рамки? Видите, прво, Турција не седи на две столчиња. Турција е повеќе од регионална сила. Таа е, може би, доминира на Балканот на некој начин, меѓутоа игра многу поширока улога, особено по распадот на Советскиот сојуз, со влијанието кој го има на тие така наречени туркофонски земји кои се целата де факто јужна граница на Русија денеска. Значи, Турција има разни сега разни статистики, меѓу 15 и 18 место е во светот по својата економија. Значи, меѓу првите, ајде нека биде 18 држави. Таа по составот на армијата, значи по човечките капацитети на армијата, во НАТО е втора по американската. Значи, нешто солидно. Помалце од Кина, помалце од Русија и така натака, во рамките НАТО е втора. Значи, по религиозна улога има широки амбиции и широка поддршка да биде како неков лидер. И поддршка, уште повеќе амбиции локални. Но да се вратиме сега на самиот референдум и прво да почнеме од резултатите. Сите велат дека Турција е поделена 51:49, што ви кажат приближно, нешто преко, односно нешто помалце. Според тоа, мисля дека тоа е некаков проблем. Не е проблем. Победата си е победа. Кој играл табло не знае дека најсладка победа е 101-100, разбирате. И тоа е победа. Ке потсетам дека по реструктурацијата најдлабока до сега на Европската Унија со Мастришкиот договор имаше референдум и во Франција беше 51:49. И тоа значи дека Франција се распадна, тој да речем, европеизам, односно скептицизам во Франција е голем, има Лепен кој е доваѓа, меѓутоа со еден поен, односно 1% разлика, Франција де факто го проголта тој Мастрик и продолжи понатака. Според тоа не смее да се потценува ни дека тоа значи некоја поделба. Второ, што е исто така важно, Турција е еден конгломерат голем, разбирате, територијално има околу 800.000 неполни квадратни километри територија, поставена многу стратегиски меѓу Азија и Европа, 80 милиони жители, една од поголемите светски држави. И тука се јавуваат и пошироки нормално амбиции кои доаѓаат и од таа позиција, велам, по сите тие елементи. Третото е, ако имаме веќе во Америка председателски систем, кој не значи диктатура, разбирате, нема влада, како што нема да има во Турција, владата, односно има влада, али ја води председателот, нема премиер. И да ви кажем нешто кога спомнам на Америка, никој веројатно не знае, многу ретко кој знае, член на американската влада е и нивниот амбасадор во Обединетите нации. Тоа покажува улогата која нагласена има светската организација, бидејќи американците преку неја реализираат многу своји интереси. Председателски систем имаме во Русија, председателски систем имаме во Франција, добро те имаат и своји влади и премиери одвоено, значи тоа не е никаков ерес. И една таква Турција, која рековме, која е огромна, таму има 18% официјално курди. Значи, отприлike 1/5 се курди, разбирате. И Турција, една од погрешните политики на Турција е што за курдското прашање нема свое решение. 18%, значи некаде преку 15 милиони жители се курди во една Турција, а курдите ги има во 4-5 земји и тие се преку 35 милиони денеска. Разбирате? Значи тоа курдско прашање така многу... И нема држава. А немаат своја држава, разбирате. И сега, кога зборуваме за референдумот и за екнувањето на власта на председателот, ние мораме да имаме во предвид дека да се контролира една таква Турција, кај што има и милиардери, кај што има и луѓе, да не речам, сиромашни сигурно, или да не речам што нема што да јадат, не може да важат
оние стандарди кои ги има во Америка, во Франција, Германија и така натака. И Зошто тоа, генерално тоа мислење, господин Никовски? чекайте само да ја завршим уште мислата, уште една, има повеќе карактеристики, да ја ставиме уште едната можеби која е и понешто клучна во тој судир меѓу, да речам, зашто меѓу првите што му честиташе на Ердоган беше Трамп, многу брзо пред него или после него беше Путин, али од Европа нема честитки. Европа има најголеми, да речам, резерви према една таква Кина. И мислам дека према тоа кај отидовме далеку. Значи према на Турција. Видите, Европа води погрешна, да не кажам катастрофална политика према Турција. Ајде да не кажеме од почетокот, од пред 20 години, 30 години, последниве нека биде 15-20 години, разбирате. Затоа што Европа не сваќа дека Турција, таква каква што е позиционирана, ќе биде или промотор на исламскиот фундаментализам кој доаѓа главно од Азија, разбирате, каде Турција ги фаќа ги поврзува двата континенти, или ќе биде брана. Европа води на таква политика што цело време и дава, има кандидатски статус, Турција преговара, нели така, отвара поглавља. Европа повеќе пати јасно каже, Германија прва, Франција втора, Британија трета, иако со некои колебања, нема перспектива за Турција за влез во Европската Унија. Може се плаши од големиот прилив, Ама така ги има 5 милиона во Германија. Исламот и така натака и сед, тоа мислам е, али зашто си игра мајтап со неа? Де факто Европа си игра мајтап со неа, како што ти жога со нас. Вика, ве сакаме да одите во Европа, ама прекрстете се. Гледам дека правите идентификација малку со Македонија. Не, ама тоа е факт, разбирате, споредбата е апсолутно држи. Разбирате, тие и Турција на крај, ова што се случува сега и со заекнувањето што го прави де факто централизацијата на власта во Турција, де факто одговор на европските глупости и грешки, разбирате. Така да ги наречеме, што не може понекогаш да се квалификуваат. Значи, ние преговараме, правиме, како да велам, дојдете на свадба, купите подарок, немам намер да ја примам. Видите, тоа е изигрување и тоа може со Македонија да се играт, не може со на Турција. И мислам дека во тој контекст заекнувањето на власта која го бара Ердоган е прво за да не дозволи, како што имавме пред неколку години, немири, затоа што, видите, и се на овај референдум изгуби Ердоган во Истанбул, во Анкара, во Измир, во големите градови. Знаете, кај што имате една генерација на млади луѓе кои не сваќаат дека се што лета не се јаде, разбира се, како што мојата покојна баба велеше, дека има многу суштински важни работи за државата. Тој изгуби големите градови. Изгуби, за тоа велам. Тој доби подршка од некој население што е назад. Ама знаете, тоа се случува цивилизираниот свет. Ама тоа се случува што може полесно да се манипулира граѓаните. Не да се манипулира, извините. Знаете, некој постабилно бирачко тело, по стабилни, ако сакате, сваќања и по долгорочни сваќања за една безбедност, на перспектива на државата, немаат некои млади луѓе кои Немојте така се. Да. Па јас ви кажам, имаат повеќе сознание, европски стандарди и светски од што имаат поставени. Тоа е проблемот. Значи иднината се која се темели на младите, не се темели на старите. Промените ги носат младите. Ама видите, проблемите ги носат младите, меѓутоа на младите импонира све што е во Америка. Ама чекајте, и тие мислат дека све што во Америка треба да биде да се спроведе во Турција. Не може тоа. Видите, и ќе ви кажам уште нешто, мислам, таа дволична политика, Кемал Ататурк го свати тоа пред толку време ја променил Турција, зошто би се враќала назад? Тоа е малку. Видите, барем мене ми е чудно. Не е враќање назад. А сега го спомнате Кемал Ататурк, ќе ви кажам еден факт кој исто така не е многу познат, кога нели направи, тоест модерна Турција е направи Ататурк, разбирате, и кога беше проблем со Фереџето, знаете како го кина Фереџето? Даде декрет дека Фереџе може да носат само проститутките. Утрента не може Фереџе на улиците. Тоа не е познат. Сега да ја кажам. Добро, тоа е како една илустрација. Меѓутоа, видите, мерилата и оние, да ги речам, оружја или алатки кои користи Запад и према Македонија, и према Србија, и према Бугарија, и према Романија, и према Турција нагласено човекови права, слобода на медиумите, диалог, не знам, едно, друго, трето. Тоа се само алатки за да вршат притисок и да ве контролираат, разбирате. Тоа не го дозволува една Русија,
нагласено, веќе не го дозволува една Турција, така да мислам дека мора да се гледа на локалните услови, не може да важи тоа за една Индија, или зашто тоа не важи за една Саудитска Арабија и така натака и така натака. И она што го рековме со уште една реченица, за го завршиме со седењето на две столчиња. Турција нема две столчиња, нема да игра со Русија и со Америка едни против други или слично, не така што му се даваше како некоја заслуга на Тито на времето, врти, покажи десно, врти лево или покажи лево, врти десно, разбирате. Турција има своји светски, ако сакате, амбиции, сака да развива односи и со една Америка и ќе ги развива, разбирате, и со една Русија и ќе ги развива, иако тие односи нема никогаш додат само нагоре и ќе одат и нагоре и надоле, разбирате, ќе имаат и амплитуди, ќе има и падови, затоа што, велам, се она што ќе превзема Ердоган како еден силен лидер, прашање имаше 2,5 години, дали он, здравје Боже, ќе го дочека тоа, или ќе биде некој друг на негово место, значи имаше доста време, кој е во секојаш неизвестно, не може да биде, ништо сигурно се тврди, значи таа политика нема да биде еквидистанца, али ќе биде комбинирана, ќе биде, да речам, калкулирани односи и со Русија, и со Америка. Останува да видиме, господин Николај. Да, апсолутно, да бидете сигурни, затоа што... Може би ќе биде доведена во ситуација да мора да одлучува, како што и помалите земји се понекогаш и ние ставени во ситуација. Не таа ќе одлучува, али ќе одлучува... Кого е ако дојде до пореметување на односите меѓу САД и Русија? Верувам дека... Не, тие се веќе пореметени, само ќе подлабоко, значи. Овие ќе бидат некој мост ќе бидат. Пауза за реклами, а потоа ќе продолжиме на овие важни и интересни теми што ги почнавме со моите соговорници. Еве повторно во аргументи. До сега говоревме за состојбите во Турција, не само заради референдумот и состојбите внатре, но од вашите излагања е евидентно дека Турција има сериозни односи и кон Европската Унија, претпоставувам во иднина и кон Балканот, бидејќи тоа се историски некои претензии што секојаш ги имала како не сметале соседна земја Балканот, веројатно Турција, така? Да. Но таа има и важна улога во регионот каде што постои. Потоа Николски го отвори Курското прашање, исто така. Односите меѓу Русија и Америка. Николски смета дека не игра на две столчиња, не седи, но односите меѓу Америка и Русија малку се пореметија, земајќи го предвид улогата во сирискиот конфликт. Како ви гледате на овие сите состојби? Па, моје еве сега да кажам дека 95% и повеќе сум сигурен дека до некој трета светска војна голем судир нема да дојде. Увек ќе страдат регионите во светот, подрачја или помали држави. Значи, и тоа ќе биде меѓуетнички судир, затоа што јас стојам на тоа гледиште дека Америка е сила број 1 сега и во наредни 40-50 години, по моје мислење ќе биде. И она толку нема, сака дали не или дали ќе биде. Нека е и 15-20. Значи она точно знае каде. Никогаш нема да се меѓусобно чачкаат Русија и Америка, нити Кина и Америка, нити Кина и Русија. Значи тие светски суперсили, воено моćни суперсили. Меѓутоа, поединечни акции од едната и од другата страна ќе имаме. Да се вратиме во настаните 2016 година. Значи, на Русија и прекипе, односно Путин, од начинот на ослободување, водење борба против исламската држава и она со помош на сириската армија и со помош, значи, на регуларната армија го зазеде Алепо, еден од најголем град во Сирија. Значи, аналогно на тоа Русија не ја праша Америка дал то да го направи или не. Меѓутоа се исто еден од догаѓањето на Трамп 2016, он до 2017 дојде на власт. Он, например, можда е као некоја одмазда без да се праша на тоа што Русија го направи тогаш, па он сега се испорача бомби униlaterално нападна, во Сирија,
па во Авганистан, па и сега, бога ми, остварувања и ако мислеа некој фатаморгана, отворена некоја, да кажам, порака, закана до Северна Кореја. Он сад настојува на некој начин, као преку преговори Кина, да тука посредува нешто, меѓутоа, и поред тога ми се чини мене, и поред се тоа дека повеќе се фалби на Северна Кореја него можностите кои се на Северна Кореја која може да биде. Тука е Јужна Кореја, тука е Америка кај има стационирани. За Трета светска војна, претпоставувам дека никој не посакува и не верува дека ќе се случи, особено не имајќи го рационалниот пристап на големите суперсили и улогата на Советот за безбедност. Меѓутоа и Русија и Америка се слагаат дека земји како што се Северна Кореја, која станува атомски моќна, дека оттаму доаѓа заканата за Трета светска војна, бидејќи има неконтролиран однос што се таа може да направи. Опасностите од таму доаѓаат од тие третиот свет, кој што може да е потенцијално моќен. А што е тоа закана од нуклеарна војна, кога, например, најверојатно американците, а да не кажем и русите, има све пратење и од таа нуклеарна војна комшите страда, некоја комшиска земја на некој начин е Русија тука, например. Никој нема да дозволи тоа. Повеќе се ови излети на еден... Лавров ги осуди улогата на Северна Кореја, да, начинот на кој што таа начин на кој постапува. Што значи, например, а видите, некако... И Кина не е среќна. Никој не е среќен од тоа. И нема да и се дозволи. Затоа што ипак се, ако кажеме дека Северна Кореја е моќна, бога ми, постои моќност на економски развиена и, па да кажем, и воено, со присуство на американци и Јужна Кореја. Ме разбирате? Таа е затворена земја. Лидерот е непредвидлив на некој начин. Тоа е стравот. Светец. Светец. Да, али се на што алудираат американците, значи према Кина? Затоа што доста кинески бизнисмени тргуваат со, иначе не може без економија да обстани, без трговија надвор, значи со севернокорејците. Значи она така обстанува. Ако се Кина, ако мора да ги тие економски односи, ако Америка нешто друго на обеќа на тој економски план, та борба што се води, ако и се прекинат односите, нема кој не комуницира со надвор, кој не прави економија, значи не може долго да обстане таа држава како таква. Значи не може да обстане тука. Друго, видите се, што се однесува до Турција, па ето и према Северна Кореја. Имаме секојаш умерени, можда и оштри изјави на Русија да се то почитува, значи меѓународно право едно друго, и се имаме од страна па на Америка. И она, Трамп, значи, кажа дека пред да дојде на власт, дека светот може, односно политиката на САД, дека ќе промени за 180%. Дел од неговите најави он не остварува. Дали ќе то успе или не, дали ќе биде фатаморгана или стварно останува да се види понатаму. Меѓутоа, ипак дојде човек, контроверзен бизнисмен, кој, например, ние сакали не, пред малце господин Николски рече, председателски систем кој има на една многу моćна земја, најмоćна земја во светот, кој има неограничени права. И сега. И ги користи. И ги користи. И сега ги користи и према региони, према помали држави во светот, што ти можеш да кажуваш што сакаш, меѓутоа мерките они кои се спроведува за Америка не се ништо, али се ригорозни за тие држави кои према кои се спроведува сето тоа. Да, видите, кога разгледуваме светската меѓународна ситуација, мораме да констатираме дека таа се влошува. Се влошува сериозно, особено после Украина, бидејќи Русија, благодарејќи на ангажманот во Сирија, се врати на голема врата на меѓународната сцена, а тоа е неприфатливо за Вашингтон. И следеше пучот во Киев, кој е апсолутно креација на ЦИА. Најдобра потврда е што Вестервеле, тогаш е министер за дворешни работи на Германија, и нула им делеа сендвичи на десниот сектор кој се чисти фашисти, разбирате. И понатаму дискусија не е потребна. Значи, светот оди во една надолна линија и дека ќе имаме многу изненадувања, де факто студената војна, по моје длабоко убедување, почна со Украина и ќе се продлабочува и ќе се проширува. И да подсетам дека отприлike пред месец и пол дена, Чомски, познатиот
Наум Чомски, разбирате, објавил текст во кој рекол рейтингот на Трамп толку падна што можеме слободно очекуваме некој ангажман на меѓународната сцена да се врати. Прво дојде Сирија, после дојде одма после тоа та најголема бомба во Афганистан. Видите, Трета светска војна нема да има, и ако малце изгледа, да речам, контраверзно, тоа е благодарејќи на огромниот нуклеарен арсенал кој го имаат двете суперсили. Значи, ако почне нуклеарна војна, ќе се унишат меѓу себе. Ако е тоа целта... И нас. Молам? И нас. Ние сме колабна колатерална штета, сите други. Светот ќе се уништи. Ама тие, чувајќи се себе, па нема да влезат во таков ризик. Меѓутоа, ова што велите, има сега колку повеќе држави имаат, почнувајќи Индија и Пакистан и Израел и Северна Кореја, повеќе држави ќе имаат нуклеарно оружје и не е исклучено да дојде до такви судири за користење на нуклеарно оружје, меѓутоа тоа нема да се прошири со некаква меѓусветска војна, него ќе има казнување од тие големите на тие помалите што се усудиле да го користат тоа. Значи, велам, се оди надолу и ова што го направи Америка во Афганистан е нешто посебно, меѓутоа во Сирија, де факто, во Афганистан е ангажирана, во Сирија е нелегално ангажирана и ракетите кои сфрлија на зоната војна во Сирија се де факто флагрантно кршење на меѓународниот светскиот правен поредок, бидејќи тоа не може да се прави без согласност на Советот за безбедност. И тоа не беше удар и лекција за Асад, него за Путин, разбирате. Така да, тука таа конфронтација меѓу Америка и Русија се продлабочува и ова требаше да излече поука Путин дека не може да прави што сака во Сирија и дека тие поени што ги доби со ангажирањето тамо и што го спаси, мислам што го спасува Асад на некој начин, мора да ги плати, нели така, со висока цена. И тука ќе имаше нови заоштрувања. И тука, меѓу другото, и Турција, бидејќи со неја почнавме, ќе се вклучи, бидејќи е вклучена де факто, бидејќи кој го гледате спектарот кој се ангажира на која страна во војната во Сирија, која е упропастена изворена држава, напредна, мирна, перспективна, каде што има и разни религии кои без никаков проблем така коегзистира. Сакам да ви кажам, кој ќе гледате кој се таму ангажира, на која страна мозаикот нема никој да го разбере, зашто ова е со ова, ама против овај, од курдите до турците, до русите, до Саудиска Арабија, Иран и така натака. Тоа е еден таков конгломерат кој многу тешко ќе се реши и велам, а моментално светот е концентриран и носител број 1 на светски проблеми де факто Сирија. Без решение, со огромен број на бегалци. Во Турција веќе има, може веќе преку 4 милиони има бегалци и прашање само кој ќе трнат на кај Европа. Не дали ќе трнат, па не за да ќе тргнат. Кој ќе трнат. Турција доброволно и недоброволно ќе ги пушти. И зависи се разбира од повеќе аспекти на односите на Европа и Турција и пошироката меѓународна клима, така да велам изненадувања и нови елементи на тоа влошување на меѓународната светска ситуација ќе имаме Ќе се вратам и во блиска иднина. На оваа тема има една изјава од Горбачов што сакам да ја прокоментираме подосна малку, но бидејќи спомнавте Сирија, многу е тешко да се запомни кој се војува во Сирија. Јас ќе ви кажам. И да ја кажете, ние нема да запамтиме, ама се пак ама еве две страни се војуваат. На едната страна, значи е легалната насад војската, регуларна сириската армија. Тоа е една страна. Второ е, значи, курдите. Курдите имаме пешмергите. Повеќе овај партии. Видите, дозволите, на таа страна се со Асад се и Русија, и Иран. Ќе докажеме сега, принесето. Значи, на една страна сириската армија, па се курдите тука, па Хезболах имаме тука, па Иранска републиканска армија која се бори тука, ме разбирате, и плюс имаме овие, како се наречени, од таа една страна космички сили, значи на Русија, овај
воздушните напади што ги поддржува Русија. Кој се кого е битно? Значи, тука се пазите, едната страна ви реков, значи таа е регуларната армија, значи на Сирија, Хезболах, значи курдите и Иранската републиканска армија, Поддржани од Русија. поддржани од Русија. На другата страна имаме, значи сега, опозицијските сили на Сирија, И тоа се различни. значи Турција Тренирани и од друга Америка, Америка. која има сега, пази, двострука улога тука, например. На една страна, значи, ги поддржува опозицијските сили И ги тренираш, и Турција, а од друга страна е против, например, ги поддржува курдите. За разлика од турците, да. кои што се сојузници. А Турција, са видите, е против курдите и против Сирија, Асад. Значи, И против Русија. да, и против Русија, а ја поддржува опозицијата. Значи, тоа е еден конгломерат. Кој сето тоа го плаќа? Значи, го плаќа сирискиот народ. Значи, пазите, ова прва страна се шиити, што ви рекол Хезбола, курдите, И да, а опозицијата се Башар сунити. На другата страна. Или алавитите. Сунити. И се видите, резултат на сето тоа, стотици и стотици илјади убиени луѓе, значи голем Уништена држава. Милиони да се- голем број на држава. бегалци, Пола. ме разбите, и од сето тоа, значи се пазите, затресена е на некој начин и Европа, и то високо развиените европски земји од тој исламскиот тероризам или од тие напади кои ги има во Европа горе. А и од бегалците. Па и од бегалците на некој начин. Па Значи, сега стравот е повторно втора Сега- бегалска криза. Значи, малце нали? тука се да се вратиме, се преска надвор со вас дискутиравме, се видите, на некој начин имаме голем сукоп таму меѓу муслиманите. Значи, пазите, исламската Основниот, држава, основните основни, муслимани, значи, меѓу видите муслиманите. колку меѓусобно имате Сунити, шиити. убивања меѓу муслиманите. И се пазите, резултат на сето тоа, зато таа исламска држава, значи не може да се разбија во оној момент како треба да се разбија. Од друга страна имаме два правци на борба против исламската држава. Од една страна Русија, ме разбирате, од друга страна Америка. И са и едната и другата си прават излети на некој начин и со некој успех се фала. Русија, например, победата надалепо, нормално, е резултат на помошта на Русија што има, а од друга страна раздрман врвот на исламската држава со убиството на Алмастри. Не знам дали знаете кој е Алмастри, он се приклучува на Бин Ладен 1980 година, после оди, значи, во Афганистан, таму се обучува со големо, скоро втор лидер по убиството, значи по сегашниот лидер што е на Ал-Каеда, он втор по војно искуство, он едно време војува и во Босна 92-95 година. Видиш некој веста за Ал-Багдади, лидерот. Дека бил уапсен, да, денеска, да. Убиен, Не, дека е уапсен, дека е. Ал-Багдади, зборам да. на Дека е уапсен денеска има веста. За Уапсен. Не се знае кој што, како него. Алмастри за него зборувам. Значи, он е негде 24 февруари со напад на американски бомбардирања убиен. И сега, он е, значи, борец во Босна, 92-95 година, меѓутоа со член 7 на Дејтонскиот договор, кога сите джихадисти од Босна мора да ја напушти државата, он е протеран таму. После тоа, он е еден од учесниците на соборување на он египчанец, роден египчанец, во Египет. После оди поново во Афганистан, па се враќа во Сирија, иако беше на листата, на бараните терористи од страна на Асад, он неприметно, така да кажам, цела 2014 година борави во Катар. Ма тоа е Ал-Каеда е замрена сега на некој начин. Па замрена е, али на Исламска пример држава го презема добро, координирането во исламската, али тоа е, терористичката пазите, борба. има тие координирани акции. Сега, ова све тоа што таа неслагање меѓу муслиманите и таа борба и овие са терористички напади малце освестија да го промени, Европа е освестија, Да, баш ама почне Европа. Русија да напаѓа сега. Па добро и Русија напаѓа. Ја освестија и Европа Значи, тоа на е некој резултат начин на- како да се бори против них. Видите сад, секој ден од ден на ден се затегнуваат тие мерки, од контроли на граници, од влегување од едно друго. Кој знае ако се
воена релација, ако се развиваат лоши односите меѓу Брисел и ова, можда во некои сегменти повеќе ќе се заоштрат тие мерки за муслиманите. Да, тоа и Трамп се обидуваше да го направи, ама Немаше многу успеси. немаше многу успеси. И немаше, Европа али- нема единствена политика околу тоа, околу бегалската криза и како се Не, справува тоа се спокара како никој Да. и тоа е еден од Не бегам од тема, ама сакам да го кажам, ме изненади Горбачов, последниот лидер на СССР, кој што на некој начин, како да ја прифаќа новата позиција на Русија во светот, иако тој не беше многу омилен кај Путин и бидејќи ја распадна Советскиот. Не он виновен за Не, тој распадот, него му се Елцин. припишува. Елцин беше. Или виновен. Елцин. Вика, трката во вооружување во полн ек, укажувајќи дека трупите се префрлени во Европа, вклучувајќи го и тешкото вооружување. Не толку одамна, силите на НАТО и Русија беа стационирани далеку едни од други. Сега се наоѓаат нос до нос, констатира Горбачов, укажувајќи дека високите представници на војските стануваат се помилитантни. Вика, оваа студена војна сега може да стане врела доколку само седиме и не преземеме ништо, подсетувајќи дека во 80-тите години Русија и Америка направија голем напор за нуклеарно разоружување. Да, што договори сега- од разникои веќе не функционираат на некој Значи начин. сега да тоа укажува дека тогаш беа посвесни дека треба да се намали војниот потенцијал атомски, за разлика од оно што сега да речеме Кореја го разви и овие други земји за кои што ви говорите. И ова блиска средба меѓу НАТО и руските војни сили, за кои што и друг пат сме говореле. Да. Видите, мислим дека тука го цитиравме Горбачов, кога се договарал со британци, со американците околу Источна Германија и тогашниот државен секретар американски му рекол дека нема помакнување на исток на НАТО во никаков случај. Земал обврска меѓу тогаш, после тоа дојде Елцин, дојде хаосот во Русија, кога нели така беше во распад државата, бакотирана, и овие ги зема, овие, како се вика, балтичките земји пред се, после тоа другите, така да, де факто, Америка се постави на границите на Русија. И сега не можеш ти да зборуваш за некаква соработка, за некакво договарање, кога он на твојата граница поставува од тој ракетен штит божен за Северна Кореја, го поставуваат во Руманија и Полска, мислам. Па треба си наивен па да веруваш. А да подсетиме дека Москва им предложи тај антиракетен штит, нека биде од Блискиот Исток, од Иран и слично, да го поставиме заеднички. Америка не го прифати. Така да, таа студена војна, значи, го користи... Трамп може да смени нешто? Трамп веќе се покажа дека нема да смени, веќе се покажа. Иако неговите први изјави беа дека со Русија ќе се постават подобри односи, неговиот државен секретар рече дека Русија не треба се гледа како непријател, туку како ривал. Разбирате, тоа беа нови квалитети. Меѓутоа, еве што се случува околу Сирија и цело време, мислам, тоа покажува дека сета таа реторика која беше најавувана на вистината светска, дека тие кои што ги знаат односите, бидејќи знаете, секој нов председател американски, не бизнисмен, дека биде и конгресмен и сенатор, не ги познава доволно како што ја знае администрацијата, состојбите или ЦИА или Пентагон. И видите, не само администрацијата, него во Америка има 4 организации, тие кои го водат американска надворешна политика, и тука кој да дојде, разбирате, или од естаблишментот како до сега, тие се веќе навикнати да некој им диктира. А ова све што се случува последно време, Трамп апсолутно го игнорира нешто го ја наветуваше. Тоа покажува дека тие сили, да ги речам, дека тие нека бидат сиви еминенци во Америка, покажа дека таа власт ја држа тие и дека кој да дојде ќе биде само нивни реализатор на нивните политики. Најдобар случај тоа е самиот Обама, му дадоа аванс, му дадоа Нобелова награда и после не само што не ја заслужи, него он отиде треба да оди пред судот во Хаг да направат суд. Само да направиме на пауза за реклами ми јавуваат, а потоа одиме со вас, генерале, интересира вашиот став околу моќта и тоа како во Америка се решаваат војните иницијативи.
Одиме со реклама. Во аргументи дојдовме сепак до односите на големите сили. Господин Андревски, се верува дека моќта на Путин во однос на моќта на американските председатели, и особено сега на Трамп, бидејќи е нов, е поголема затоа што е подолго време на власт. И тој, како да кажем, има еден континуитет руската надворешна политика сега во однос на промените што се случуваат во САД, иако велите дека САД се и воен и политички светска сила ќе доминира. Но балансот што го постигна Путин е евидентен. Дали заради тоа, мислите, дали тоа е предноста на Русија, тој председателски систем кој што е толку години на власт? Значи, Путин во однос на Трамп кој што сега и вашиот став околу тоа кој навистина раководи со Америка? Кој раководи? Добро е, мислам, добро ви е размислувањето што рековте дека Путин точно одигра, значи, за Русија и уопште кој е баланс во овие тие светски односи. После... Да. Па, поготово после Елцин, нарушен беше тотално, значи, од неговото однесување. Значи, видите, денеска од една личност многу зависи свето, поготово ако е на една голема светска сила. Точно е тоа дека Путин, али са не може да каже дека Путин може да одигра сегде во светот и да ако е во Русија некој го доведе, Америка ние имamo константно една политика. Она има Стейт департмент, она има конгресмени кои, како рече господинот амбасадор, ја водат константно политиката. Значи не може било кој да дојде председател, некои големи пореметувања во американскиот систем, значи не може да се случат. Без разлика што не е еден човек како во Русија, има некој... Не, иако и ваму има преголемо властување, иако има председателот, значи, огромна моќ да нареди некои интервенции во светот лично он, ако сматра знала. Меѓутоа би дошло дали е Разликата е во тоа што во Русија че има една личност е таа, а во Америка се групации или други луѓе кои што водат една константна друг систем има на раководство. Системот е изграден. Исто сега да го земиме и малце Брекзит да се вратиме. Видите, доаѓа во Европа една промена, излагање на Британија од Европска Унија, без никакви крвопролирања, без никакви жртви. Ali to da je na Balkanot ili u nekoj drugi državi, odmah bi nešto se to desilo kako to da bili. Međutim, pak samo to izleguvanje na Britanija od Evropskата unija, kako stvori jedan patokaz i deka, na primjer, skorašen raspad na Evropskата unija po sistemot kako se raspadna СССР. Значи, господин Балканот, ќе прекинем за кратко, бидејќи сакам што него да завршим и со вас, со господин Николски. Ми се чини попат реков дека Балканот не бил најбитен во овие големи случувања во изминатите. Па и сега ќе ви кажам, дали сега може, дали може да стане, како да кажеме, предмет на интерес на регионалните сили? Нема интерес на предмет на интерес. Пазите, постои овде опасност меѓуетнички сукоп да дојде, во тој меѓуетнички сукоп да страдаат локалните тие држави тука. Иначе интересите, они ќе интервенира, меѓутоа се интервенира онака како што се интервенира. Ние видене се тие случајувања како Запад ќе интервенира. Од сето тоа најдебелиот крај, значи меѓусобно тие нации тука кои живеат на Балканот ќе поднесат најголемите оптеретувања. Јас се сеќам на една изјава на поранешниот председател Глигоров, кога му рекол на Милошевиќ, он дај да ние оформиме, на Глигоров му вика, федерација, нека Босна, нека оди Хрватска, нека оди Словенија, значи Македонија, да, Македонија, Црна Гора, значи и Србија да се формира. И сега он му одговора некако... И Босна. И Босна. Он мудро му одговора, вика, Обреновиќ или од оние нивните кнезови, ако не бил вазал на Турција, Србија ќе останала во Белградскиот пашалук. Со други зборови му кажува, не може да се играш, значи, мравка со слон или со лав. Во случајот, значи, лавот е Америка. И тоа се докажа. Значи, ние сме на некој начин предодредени да мораш да слушаш нешто што некој ти каже. Без обзира, не си моćен да се одбраниш. Исто и во приватниот живот. Пазите, моćен е, ја можам да наредам нешто, ја во животот работам така, ако
за себе можам да гарантирам дека ќе го сочувам на тоа на некој начин. Иначе не го работам. Зашто да го работам ако знам дека постои крах и пропас одма после тоа? Не разбирате тоа? Никовски, Балканот често е тема на разговор дека бил гранична линија меѓу Исток и Запад. Не знам дали споменав дека Могерини на 24-ти патува во Москва и дека таму Русија смета, Владимир Чижов, значи представник на Русија во ЕУ, дека една од темите ќе биде ситуацијата на Западен Балкан. Една од сериозните теми на разговор. Тоа значи дека русите ќе остават на дневен ред, а не Европската Унија, бидејќи сме сведоци дека Русија покажува нагласен интерес за Балканот, преку изјавите главно за Македонија и преку односите со Србија и Република Српска. Тоа е значи нова потврда дека тој руски интерес сега на некој начин се развива, сака да дискутира и со Брисел околу тоа. И видите, кај нас одма се креа прашина дека македонската влада, не знам, кокетирала со Москва, се глупости, измислени спинови чисти, мислам, дека априори е рускиот интерес за Балканот штетен. Тоа не е точно. Македонија во оваа ситуација не може да има штета ако Русија покажува нагласен и поголем интерес за Балканот, бидејќи она што ни го прави Брисел, што ни го прави САД во позадината на Брисел, е де факто блокада, уцена и ултиматум. Прво прекасете се, после може да сметате на некој развој. Значи, велиме дека има интерес Русија. А зошто русиите не паќаат своји представници тука? Денеска Билд беше, пред тоа беше Могерини, беше Хан, бидејќи и така одиме, ние сме партнери со Европската Унија, но кога веќе сака да се замеша на некој начин, не може само со некој соопштение Руското министерство да ви исплаќа. Тоаш или се замешува, што веќе генерал кој ќе правам нешто, правам до крај. Или дека молчат, или имаат интерес или немаат интерес. Одлична ви е забелешката. Односно, ако не им е само интересот да не спречат да станеме членка на ЕУ. Видите, одлична, не. За ЕУ тие немаат проблеми, само НАТО е тука на дневен ред. Видите, забелешката е одлична, видите, им сакаат, им ништо не прават. Тоа е точно. Видите, јас бев 2 години во Москва и печатокот беше тоа отворено, да дискутирав со русите, во нивниот МИД и со други личности, од Думата и слично. Само, вие немате стратегија према Балканот. И немаат. И тие ден денес немаат стратегија, и што Запад вели, тие само вика ни прават некои ситни, вика, пореметувања и недоразбирања, вика, а де факто ништо по-конкретно, по-робусно. А сакат ли да се вратат до Балканот? Видите, историски, геостратешки. Тие апсолутно сакаат. Турција сака ли да се врати сега? Турција веќе тука и само се шири, разбирате, тој неотоманизам е апсолутно тука реален. Нема ли се да се спротивствуват интересите? Не, видите, Турција тука е некако веќе присутен играч, разбирате, и позитивна улога игра и преку ТАФ и другите инвестиции што ги дава тука во целина, и ако има тука еден исламизам кој може да биде опасен, кој треба да загрижува и треба да се следи, меѓутоа што се однесува до Русија, видите, прв пат по распадот на Југославија, САД стапна на Балкан, никогаш порано во историјата. Тука биде Русија, Франција, Германија во војните, Британија, никогаш не била Америка. Се Америка дојде, контролира све апсолутно на Балканот, вклучувајќи една Русија, една Србија, која игра и на руска карта, ама све е некако легната према Брисел и према Вашингтон, значи, и Русија не е спремна да се конфронтира со Америка, со Вашингтон ради Балканот. Тоа е факт. И Америка тоа го знае и не дозволува, тука тактизира, прави, иако се Русија покажува некој интерес, дава изјави околу Македонија, ќе дискутира со Брисел и со Могерини, меѓутоа не оди онај чекор што нешто ќе понуди, ќе прати некој, ќе донесе нешто. Велам, нема уште спремност за една така поглобална конфронтација со Русија. Зашуваме. Али, да, значи, во секој случај, нагласениот интерес за Балканот и за Македонија конкретно, за нас не е штетен и не може да биде штетен. Ама, ево, Русија, например, никогаш историски да гледаме, да, не ни помогна и нема да ни помогне. Нит ќе интервенира, нит ќе направи нешто. А се, например, на друга страна имаме, значи се слушај, дали нас ни се свиѓа или не, тоа е доказ. Ако Русија,
која беше Косово, не помогна на Србија и сега бакш не може да помогне ни за Босна, за Македонија никако, пошто се испреплетени тие односи Грција, Русија, никогаш нема да помогне. А, например, од друга страна имаме, ние евидентно покажано дека, например, дали нас ни одговара или не, Запад, односно Америка, има утицај и ќе има утицај. Ама ништо нема направено за Македонија и само направено лошо. Ама и лошото... Америка. Точно. Што лошо направила Америка за нас добро? Ништо. Пазите, не можем да кажем дека нема добро направено. Ништо нема направено. Али, например, нема ни лошо направено. Како нема нешто направено? Кој не блокира нас во НАТО? Вие сте војно лице. Добро е, веќе ви кажам кој не блокира. Не блокира Атина или Вашингтон? Затоа што, например, нашата, вие бевте амбасадор, нашата политика надворешна, значи, која воделе? Јас, како воен дипломата, можда сум можел нешто и ја водев. Мене ми каже и бугарскиот аташе дека нема да примеме, да видиме примени таму. Зошто? Значи, ние не застанавме, немаше кој да застане од нашата надворешна политика, дали да биде појак во односите со Турција. И та Турција ја наведиме на некој начин, пошто ни е пријател све, да кажи стоп, да сме, ние ако влези и Македонија, ако не може, пошто стави вето, не може да оди. Значи, Албанија немаше да оди Хрватска. И тогаш ќе беше нешто. Него ние сме научени се да ти критикуваме, клето Турче, што си работило, па кој ќе ве помага вас? Видите. Прво, вие сте војно лице, ја мислам дека ви е сосема јасно дека нашиот пат према НАТО е блокиран од Вашингтон, не од Атина, и ако Вашингтон сака да влеземе во НАТО, ќе влеземе за 3 месеци, а Турција во Букурешт во 2008 година не застана или трите или никој, затоа што другата страна на барикадата не беше Атина, него беше Вашингтон. И тоа беше Јул председател, не беше спремна Турција се конфронтира со Вашингтон или Македонија, па тоа кој би го направил? Па Турција не со Америка, али би се конфронтирала со Грција. Во секој поглед би се конфронтирала. Значи не е проблемот во Грција, тука е Запазите, ние мора да се размислиме овде, например, од 5 комши, да никој не сака Хрватска и успеа она што успеа, затоа што има некој поддржувач. Значи, на жалост, ние, значи, не сакав ја да зборувам и не ќе да зборувам за ова внатрешна политика овде, не може, значи, треба да се размислиме што правиме. Од 5 комши никој да не поддржава нас. Ние имаме се опасност, кривиме се меѓусебно, например, од 3 албански држави. Значи, 2 се надвор и една внатре на некој начин. Кој ги поддржува? Кој ги поддржува? Америка кој ги поддржува? Па ги поддржува. Го бомбардира Белград, го бомбардира за независно Косово. Што правиме кога 2001 година беше, значи 2001 година кога беше, значи на почетокот. Пазите, ние факт дека албанците тогаш беа 1% во државните институции. 1%. Не бе еден. Еден или не знам горе. И смели. Сега ние викаме 20%, 30-40%. Ама чекајте сега, сака да каже дека 2001 година беше за човекови права, па немојте, вие сте војно лице. Не викам ја. Па МПРИ, вие знаете кој е МПРИ и која водеше војната во 2001 година? За која водел. Значи, воделе американците. По-паметна политика треба да водиме во сето тоа. Значи, пазите, она што ви реков, само ќе страдаме во меѓунационален сукоп. Никој нема да не помогне. И запамтите, 2001 година на почетокот меѓународната поддршка беше на наша страна. Сега не е на наша страна. ништо повеќе не дискутирам. Тоа беа терористи на почетокот, затоа што Америка не ги имаше порнокартите, беа терористи. Робертсон викаше дека се терористи. А после испадна човекови права. И кој го правеше тоа? Колку души американци имаше во Рачиново? 17 или 26? Сега го негира 20, ако биле тогаш 26, сега ќе биде 48. А тоа е друго прашање. Али важно дека војната ја водеше МПРИ заедно со УЧК и со она и така натака, али МПРИ беше носител. Беше МПРИ и во Скопје и во... Тоа значи дека ние сме треба да знаеме со кого имаме работа. Слушај, тоа нашите одговарат за тоа. И председателот и сите други тогашни ќе одговарат, тие ќе бидат на погрешна страна од историјата. Па видите, ако имате една фирма, исто така се работи. Ако сте моćен вие, значи вие водите таа политика во фирмата. Ако е некоја слаба фирма, можете вие да на некој споразум со работниците одите. Ако сте вие моćни, зашто ја да молам некого, ако можам да му командувам? Значи, тоа треба се размисли. Пазите, што доведува до нешто друго. Видите, тоа и ден денеска ние не сме ги отвориле картите. Нашите викаат дека Америка не поддржува за членство во НАТО, Америка вели, прекрстете се ќе ја примиме. Ако е тоа поддршка, јас им благодарам од напред. Не ни треба таква поддршка.
Pa, dobro. Добро, мораме да завршиме. Добро. Дебатот Доби на динамика. Да. Но ќе продолжиме во некоја друга пригода за овие теми кои што секогаш се актуелни и важни. Ви благодарам за учеството во аргументи. Благодарам и на вас. Ако сукоби и различни мислења, секој мора да има. Така, благодарам. Тоа е дебата и за разликата и за сличностите и за разликите. Да. Така се ствара диалог. Диалог. Почитувани гледачи, благодарам на вниманието. Останете со програмата на телевизија Нова. Но за старт, за да можем да одработам платата. Читување на функцијата која ја работиш. Немаш право да покажеш и тоа не можеш да направиш. Имам. Добро, дајте само Можете да сте саркастични колку што дајте уште сакате. една минута реклами, а потоа да ги завршиме. Ајде, нека остане... Па тоа прашате го заев. Чекај сега. Патот до пеколот е поплачен со добри намери. Прочистување на избирачкиот список. Уште не ќе го чистиме. Значи, ако расчистивме, а не расчистивме очигледно, тоа ќе биде некаде околу 9 часот, значи за 2-3 минути. Во времето на Бранко Црвенковски. Немојте така. Онтолошки тие се тука. Најкратко кој Ја реди. таму, ама до пола книга се одбележали. Нема да читаме цел. Ама молам режија.